Путин има двојник во Кина, Стелоне во Бугарија, Здравко Чолик во Македонија. Двојникот на балканската мегазвезда е Митко Јанкуловски од Битола. Вработен е во Стопанска банка Скопје, искуство стекнал и во Велс Фарго банката во САД. Тој е срекно оженет со битолчанката Јасмина, татко е на Маријан и Мимоза, а слободното време најчесто го минува со внукот Дарио. Сличноста со Чолик е толку голема што од тоа останале многу анегдоти. Се случило клиенти во банката да помислат дека за чалтерот е Здравко Чолик, а таков печаток добивале и таксистите. Машкото гледам со двоумење пристапува кон шалтерот, женско да го повикува, тој стои место и љубезни се обраќам, повелете како да го служиме. Машкото вика, не, извини, ова е скриена камера, Здравко Чолик од таа страна. И тоа беше многу убаво искуство, позитивно. За мене, навистина, тогаш сватив можеби колку и личам. Ми се случи прилет Битола во таксито. Седев на задно седиште и на сред воžnja вика, вие сте Здравко Чолик, не можам, дечка, вози си слободно, не сум. Во ресторани келнерите нуделе пијалок на сметка на куќата, зашто ретко било во локалот да дојде Чолик. Зошто викам куќа да части, па многу ретко е Здравко Чолик да не биде гостин. Така да пак е дојде газда да се увери. Ми се случило во банка, во нашите експозитори во Скопје да влезам, па оние моабети да ги слушнам, тој е, не е тој. Јанкуловски Чолик го доживува како вистински професионалец. 40 години од прилика како што се занимава со професионална дејност музичка, не оставил никакви афери зад се. На прашањето што ако Чолик дознае за него и го покани да настапат заедно, вели дека тоа би било предизвик. Не сум размислувал за ова, меѓутоа би ја прифатил. Не гледам ништо лошо во тоа. Напротив, би било еден предизвик и за мене да видам како тоа би изгледало и би сакал да го запознам лично. Иако фан на Чолик, Јанкуловски не сонувал да стане музичар, туку се насочил кон економијата. Денеска го препознаваат како еден од најдобрите банкарски службеници во градот. Се на се Митко е успешен професионалец и среќен семеен човек, а сличноста со големата балканска звезда го прави двојник со кој Чолик може да се гордее. Иако Митко е скромен човек и не сака да се експонира јавно, сепак од Битолскиот народен театар успеа да го убедат да настапи во улога на Чолик во кабаре кој ги одушеви битолчани. Luda, sve se mijenja, šta će nama izmirenja, ako nije srce vruće, sve je nemoguće. I ko ne želi da se mijenja, Svi Bitoli, dobroveče! I zapete me